Македонија од секогаш била плодна почва за джентлмени, а Скопје и ова мало наречено Тебар мало од секогаш го газеле нозе на вистински джентлмени. Токму и нашиот денешен гостин газел по овие улици како дете, а гази и сега. Човек кој што пред се грижи за здравјето на другите е вистински джентлмен во секоја смисла на зборот. Останете со мене за да видите за кого станува збор. Секој човек, поготово секој джентлмен, мора да се грижи за своето здравје, но кога тоа го остава на професионалци, тогаш нема потреба да се грижи за ништо. Јас како джентлмен во обит и како боем по локација, секогаш сакам да разговарам со гостите, поготово ако може да се направи тоа на Боемска улица во боемска атмосфера. Денес ќе разговарам за машкото здравје и пред се за джентлменството со еден истакнат джентлмен, доктор Љупчев. Добар ден. Добар ден. Баш ми е мило што конечно се запознавме и еве седнавме да си поразговараме малку околу сите теми наречени джентлменство, затоа што вие доаѓате, како што кажавме неофицијално преска од минатиот век и сте ги виделе работите и со едно поинакво око. Сакам да ве прашам, пред се истакнат доктор сте, човек кој што е признат во својата професија од многу луѓе и праксата нели го покажува тоа. Сте размислили ли која е вашата мисија како доктор? Па тоа е едно од, како да речам, суштинските прашања на секоја професија. Во делот, кога човек делува во здравствениот систем како професионалец, мисијата е директен одговор со големи обврски прво кон пациентот, второ кон својата собствена едукација, својата надградба и изнудено джентлменство за да сето тоа помине со најдобар можен ефект, во смисол излечен пациент кој постанува често пати и пријател и едно искуство за понатаму кон следните пациенти. Значи, се сложувате со она усус est optimus magister, нели дека искуството е најдобар учител? Дефинитивно, без тоа искуство човек не може да постигне развој, успех и да ги канализира сите професионални и она што морам да кажам и лични животи во таа професионалност. Времето е прекратко да можете да ги комбинирате сепаратно тие, пододвоено. Професионалниот развој мора да трпи и вклопување на приватниот дел од животот во него. Тука се сите настани лични, поврзани и со ортопедијата. И морам да кажам, човек мора да има љубов кон професијата, за да може да го стори ова второто, да може личниот живот да го вклопи во него, тога имате време да постигнувате резултати. Тоа е моето мисло. Многу луѓе и статистики викаат дека успешните луѓе не треба да го мешаат приватното со работата, но очигледно тоа не може така. Моето мислење е обратно. Да, и искуството. Јас се сеќавам кога завршив со моето последно предавање, во разговор со студентите, во кој едниот час беше слободен разговор, ме прашуваа па како вака еден животен тек, стигнавте ли вие да помислите да се жените, деца, фамилии и така натаму? Тога исто го повторив на нив и меѓу другото им порачав дека мора да научат да спијат многу ефикасно, кратко, за да можат да постигнат многу повеќе. Работниот ден со приватниот живот не изнесува, нали, како ние го делиме по 8 часа, нали, Да. 8 работни, 8 одмор, 8 спање и така натаму. Тоа мора да биде 4 часа. Шала е, но е и вистина. Човек и тоа ме одржувало и мислам дека и тука дел од успехот, да речем. А што значи тоа кратко спиење и ефикасно? По колку сати сте спиеле? Тоа е минимум 4 сата и будење 1 сат, да кажеме, нали, Да. до отварање очи кафето и во полна функција. Колку сметате дека мажите во Македонија водат грижа за своето здравје? Нели е джентлменски да се грижиш така и го почнавме муабетот? Вие како еден искусен джентлмен кој што зад себе има поминато многу
Предпоставам дека вие се грижите за своето здравје. Што мислите колку мажот во Македонија го прави тоа? Па треба да бидам малку критичен Во по секој ова случај. прашање. Тоа е едната работа, а второто е джентлмен кон себе, меѓу другото значи чување на сопственото здравје. Второ, чувајќи го сопственото здравје, го чувате здравјето на најблиските. Да. Вие сте во системот, не сте изолиран. Од тука број 1 е чување здравје ден денес. Друг е проблемот поголем за македонскава состојба. Па Бога ми не само и за нас. Додека сме здрави, мислиме дека се друго е поважно. Работата, парите, приватниот живот, така натаму. Но кога е еден таков потенцијал, кој мислите дека е поважен, се сведе на сочувување на здравјето во услови на повреда, заболување и така натаму, пред себе одеднаш имате еден човек и друг човек. Тогај сваќате што значи здравје. Од тука и да речем во услови на полно здравје, чувајте го здравјето. Втората работа е да знаете да го чувате здравјето зависно од логиката на постоење на многу системи кои учествуваат во него. Не го чувајте само мускулното набивање. Изгледот екстериерен. Имате внатрешни органи кои исто така треба да се чуваат. Многу нормално. А втората работа, трошете го равномерно, ќе живеете подолго. Не можете да го исцрпите срцето, а црниот дроб да го залеете со дупли виски. Да, цело време. Поетата. Многу добри совети. Благодарам за овие прекрасни совети што ги давате. А треба ли мажите да разговараат за тоа, ако почувствуваат некакви симптоми, треба ли да ги кажат тие јавно што мислите дали тоа го прават или не го прават? Јавно, не зборувам јавно да оди со транспаренти по улица, него со најблиските, можеби еве ако има некој близок пријател доктор да го каже тоа, да се зборуваат проблемите. Клучен фактор за откривање на работите е секогаш отворениот разговор, поготово во својот амбиент во кој живеете. Тоа е фамилијата, блиските, сопругата евентуално и така натаму. Но и децата понекогаш седат поред вас и викаат: тато уморен, нешто си ми блед. И знаете, ако тројца ви кажат дека сте блед, вие поете, направите еден преглед. Треба да се разменува и како мисла, и како проблем, секој проблем. Не заборавете, многу важат неколку принципи, но едниот е многу битен. Рано откривање. Кога ние вериме рано откривање, тоа е рано откривање на болест. Второто е лекување и излезно решение. Према тоа што можете во медицината денес, утре можете помалку, задутре тешко нешто може да направи. Да. Од тука таа размена на мисла, чување на здравје и така натаму. И има нешто што ние, и тука е проблемот, бар во нашава Македонија, таква мала какви што сме, со знаење, искуство, едукација, ниво и така натаму во сите сфери, па и медицината, малку работиме, а многу треба да почнеме работиме во превенцијата. И тука аналитиката во превенцијата е исто така. Тоа што значи? Да грабите собствено искуство од собствени резултати. И од тука често ја говорам дека податоците кои ги собираме се дебела наука и помош за лекувањето понатаму. Еве горе-доле тоа е тој однос кон состојбите кај нас. Но здравјето на број 1. Здравјето пред се. Додека го имаме. Ќе ви предложам да се преместиме внатре и да се освежиме со по една чашка винце бело, затоа што времето е идеално за тоа, и да позборуваме малку за џентлменството во раните години на вашата младост. Со задоволство. Кога станува збор за грижата на своето тело и своето здравје, најчесто го поврзуваме со жените. Но тоа не значи дека мажот нема право на тоа. Сепак, тоа не е нешто што доаѓа лесно. Потребно е доста грижа и дисциплина за да изгледаме добро и здраво на нашите години. Еве неколку совети како да го остварите тоа. Добра идеја е на која било возраст да имате редовни лекарски прегледи.
чисто за да бидете сигурни дека се е како што треба. Како што старееме, имаме тенденција да имаме проблеми со нашите хормони, проблеми со нашата кожа, како бемки или други дисколорации, вообичаени проблеми како притисок, простатата, на кои треба да се обрне внимание. Сите мажи на одредена возраст треба да имаат воспоставено режим за нега на кожа, за да изгледате добро. Освен употребата на секојдневните производи, треба да пробате пилинг или некој дерматолошки третман, медицински бањи или нешто слично. Некогаш, доколку приметите некакви дисколорации на кожата, треба да проверите да не станува збор за некаква габична инфекција, за која треба да побарате лекарска помош и која треба да се третира. Исто така, и доколку имате проблем со прекумерно потење на нозете или непријатна миризба, треба да пробате совет за да не се доведете ситуација да треба да бидете ставени под некоја јака терапија, бидејќи не сте посетиле дерматолог на време. Прекумерното потење, брчките или други проблеми кои бараат соодветни медицински интервенции. Не секогаш козметичките интервенции се само за жени. Во денешно време доста мажи исто така ги користат, но не заборавајте и на другите интервенции кои треба да ги правите на одредено време, како колоноскопија, гастроскопија, третирање на повреда, крвни слики и друго, како би спречиле некоја посериозна состојба и секако би спиеле мирно. Исхраната е многу важна. Ако јадете само нездрави производи, немојте да го очекувате оној изглед кој сакате да го имате. Добрата, урамнотежена исхрана, каде зеленчукот е многу застапен, ќе ви го овозможи сето тоа. Ако не можете да поминете еден ден без месо, обидете се да ги отстраните шекерите. Тоа се малите промени што прават да се чувствувате да изгледате најдобро. Најдоброто нешто во правењето суптилни промени во исхраната е како што ги правите. Тие се надоврзуваат едни со други и за кратко време би создале зависност и навика. Ако се храните здраво, почнете да вежбате. Ако вежбате, вклучете го истегнувањето во вашите рутини. Поголемиот дел од мажите постојано се со работни обврски и имаат потполно исполнет ден, кој понекогаш знае да биде хаотичен. Сепак, и покрај тоа, сигурни сме дека секој може да издвои барем малку време за еден тренинг. Веќе ви е познато дека вежбањето го подобрува кардиоваскуларното здравје, ја зголемува мускулната маса и оформува вашата фигура. Но тоа не е се. Има уште многу други придобивки кои се резултат на редовната физичка активност, од подобрување на расположението до посреќен живот во целина. Без разлика на вашата возраст или физичка способност, бројни истражувања покажува дека одвојувањето на време за вежбање овозможува и сериозни ментални придобивки. Да наздравиме докторе, како што ви ветив да се разладиме со по една чашка вино. Велат дека тајната на доброто здравје е во една чашка вино секој ден. Секој ден да, и во една чашка. Се сложил. На здравје. На здравје. Што сакате повеќе, црвено или бело? Па тука има нешто лично во таа прашање. Личното е до крај да бидам искрен, се вели. Так. Танинот ми смета на желудецот. Аха. Така да црното вино ми е тешко вино од таа причина, иначе мајсторијата и ајде да речеме енологијата од него почнува. Од тука сваќам дека сум хендикепиран на некој начин, но една чашка нема ништо да ми направи. Така е, се разбира. Во секој случај преферирам белото заради мојот проблем, но виното во целина го ценам. Ништо помалку и пивото, но пивото е друга работа. Дефинитивно. Има тука муавет, дискутабилно е тоа, да. Ја рековме дека ќе се навратиме на тие денови. Спомнавте со вашите колеги на времето дека дете се пееле арии на плоштад. Кога било тоа, какво било облекувањето на студентите од вашата сфера, да кажеме? Сте знаеле ли да се облечете во сако, како или братоварска или шешир, тие некои не знам, тие некои такви ситни детали и манири на мангупското живење тогаш, джентлменското и боемското пред се? Па ме враќате во еден период кој ако го во еден само сегмент проценувате, ќе се изгубиме во тој разговор. Зошто? Затоа што сватете Македонија во тоа време. Значи пред 69-та година, а после 57-та година. Тоа се моите осмолетка гимназиски денови и така натаму. Но
69-та заправо почеток на студиите на медицина во Скопје. И втор пат ќе кажам, таа позната прва група бевме, солидни ден денес лекари и така натаму. И сега како тоа ние личевме, живеевме, а може да го претвориме во терминот боемство, возраст соодветна за тоа, па вклучително и джентлменството. Мислам дека имавме навистина однос и кон облекувањето дури. И сега уште малку ќе се вратам наназад за да можам докрај да бидам јасен. Јас прв пат имам облечено одело, машна бела кошула, испеглано, значи како велат мува да се да се пресече. Па така да се расчепи. Така да цел живот бе во одело не до студиите крајот, него и потоа, но откако дојдо овие емеритус периоди, порелаксирано, но и времењата се променија. Така да се чувствам, сега е понеформално. Тога оделото значеше нешто, само по себе се наметнуваше. Нема да бидеш поголем джентлмен ако облечеш одело или не знам. Тога фармерки немаше, моравме трз да одиме. И така натаму. Беа ли похрабри машките тогаш во однос на женските, во однос на освојување на женско срце и така натаму? Затоа што сега некако се изместени тие вредности, сето тоа со овие социјални мрежи и така натаму малце е чудно. Па ќе ви кажам вака, знаете, предњачеа машките, нема дискусија, но до одреден степен. А потоа се повлекуваа. Тога настапуваа во таа фаза, тога женските беа поагресивни. Додека влетате во трлото, потоа нема кај да бегате многу. И ние доста време минувавме во сонување, нали, со женската и така натаму. А реализацијата беше знатно подоцна од ова што денеска се случува. Јако сметам дека денеска овие состојби ги избалансира, работиве, па дури женскиот свет предњачи. Спомнавте дека секој сте внимавале на часовникот, на кондурите, на фризурата, нели? Ви останали нешто и ден денеска слабост? Можда добар парфем, добар часовник, морам да го пофалам ово што го носите сега. Тоа ми е подарок од сопругата. Има одличен вкус. Елизабета, да. И веројатно учествува и моите ќерки делумно, последниве две. Иначе имам син и ќерка од првиот брак. Да, сум внимавал, искрено речено, и сум љубел да тоа биде така нешто. Не сум поклоник на брендови. То бара време, преокупација, истражување, што е, како, актуелно, колку тоа. Но за живењето доволно ми било и таквиот однос за се, ајде да речем, по мои критериуми, афирмирал таму кај што треба. А што представува за вас поимот джентлмен? Джентлмен, прво со односот, со екстериерот свој. И нешто кажавме повеќе за тоа. Но джентлмен е комплексна работа. И зависи, ќе потенцирам на оној прв факултет кој треба да го завршите дома. Односно од родители. Джето се стекнува таму. Така е. Таа е првата буква. Без неа, како ќе биде джентлменство без джа? Да. Второто е многу лични карактеристики кои мора да ги градите постепено и од тоа да учите за да ги доградувате и надградувате. Што е тоа? Во комуникациите многу е битно да имате толеранција кон другиот, да се слушувате добро, да умеете да слушате. Она што и екстериерно се забележува брзото зборување. Морате одмерено, соодветна динамика и така натаму. Губењето на джентлменството одма ќе го препознаете. Тоа е брзо кажување, многу кажување во единица време и просто
почнете што сакаш да кажеш. Значи, тој однос кон комуникацијата и околината е дел од джентлменството. Да, Сте забележале во комуникација во момент, нали, на ручек и така натаму, да ви објаснува со видушката во рака. Ама јас кога ти реков тога, му погледнате видушката. Значи, некои детали не можете да ги сокриете во покрет, во мимика, во реактивност. Знаете, јас завршив виолина, основните четврта нижа музичка школа во тоа време. Учејќи солфеж и виолина, но инструментот ми беше со 4 жици, немаше акорд во него. Да. И тоа го чувствував недостаток. Таткото ми подметна на некоја моја возраст во 5-6 оделение гитара дома, кога ја ги занего во некаков оркестар во неговите активности. И почнав да свирам гитара во мандолинскиот оркестар. Понатаму свирев, повикан за гитара да свирам, а завршив како анафалбетски контрабасист во еден забавен оркестар во Кочо, Рацин, во моите гимназиски денови. Добри комбинации. А потоа станав басист во културно-уметничките друштва. Коста Абрашовиќ, Владо Тасевски, кога стигнав на факултет, Мирче Ацев, шетав Европа, ја четавме многу рано на тој начин. Национална музика и игра. Јасно, јас контрабасист. Многу интересно. Да го резимирам ова што го кажавте за джентлменството, дефинитивно продорниот одговор, најдеталниот што сум го добил за джентлменство, опфатени се сите сегменти на джентлменството, многу добро, многу внимателно и кажани одлично. Ви благодарам за тоа. Се надевам дека ете нашите гледачи ќе имаат можност да си црпат и да си ги запишат можеби тие работи затоа што паметниот пишува. А околу музиката и околу патувањето, тоа сакав следно нели да ве прашам, колку сметате дека патувањето е здраво за одржување на внатрешната личност? Неопходно е. Не можете да излезете од својата средина ако физички не излезете од неа, не умствено само. Или ова што денес се случува, ги имам сите информации. Дури од поиќе. Денеска е проблем да селектирате информации. Во мое време беше проблем да ги добиете информациите. Излегувањето надвор, јас ќе ви кажам, јас сум од веројатно надвор, велам надвор од Југославија говорам. Еднаш не отидов во 8 оделение со мандолинскиот оркестар во кој свирев онај мандолински контрабас во Белград, бидејќи финансиската ситуација дома, нали, треба да купиме паркет и така натаму, парите и така, тоа не беше некоја голема пара, но беше едукација на татко ми кон мене. И од тогај се потрудив. Фотомајсторче, прави слики, продава, потоа скрипти и така натаму. И во тоа време заработува паричина. До ден денес заработувам. Не позајмувам и не. Таа едукација е многу битна негова. Но почнав да шетам. Например, Германија 4-5 пати со културно-уметничките друштва. Значи, со собствен труд да речем. Тога беше можно. Одевме, патувавме. Бевме Франција, Лангулен, Англија, Турска едно, да не претерам, од цела таа кариера која заврши во прва година на моите асистентска активност на анатомија. Целиот свој живот во еден период, 5-6 години во оној наплив на полна енергија во ортопедијата, работењето на магистратурата, на докторатот подоцна и така натаму заедно со Изис горе, кршење на коски, така натаму, да не влегувам во детали. Но факт е дека го завртив светот. Светот преку струката. Светот преку престои, не конгреси. Конгресите беа успат. Престои низ Европа најголемите центри за биомеханика на коскеното ткиво, трансплантација на коската, амерички престој. Во Јапан 3 недели користејќи
присуство и покана на Кјото универзитетот. Германија, стипендист на Берлинскиот сенат година и пол. И уште многу крајеви. Не сум бил во Австралија. Здравје. Па вака како сум запнал сегде и таму ќе појдам. Со вашите 54 години имате време уште. Благодарам за бројките. Да. Сега да ве прашам за крај, но ќе ве прашам сега, малку пред крајот. Која е тајната на ваквата виталност? Со 74 години навистина изгледате као многу помлад од годините. Ај повторете го уште. Ќе ви кажам, ја имам однос кон тоа прашање. Бидејќи не е наместено прашање. Да, не е наместено, вистина не е наместено, баш ми е. Ова би рекол, знаете, од аспект на професор во медицината, да речем, да? Иначе може би другите не размислуваат така. Мислам дека ние како луѓе, како секој поединечно, сме составени од многу функционални органи. Еден комплекс. И секој си ја брка својата работа. Од мускулатура, одење, коска, до джигерица, лабораторија и така натаму, до мозок, креативец на сите бамбара-думбара работи. Сега, ако вие во животот, сите тие, поединечно, ги трошите подеднакво, тоа што значи? Да ја не уништите пред време, не знам, црева, од систем дишен, од движен и така натаму. Тоа значи ниеден да не биде преоптоварен. Тоа секогаш не е можно, секоја професија. Мозок не може да исклучите. Да. Иако е хирургијата, особено ортопедијата, чекан, набивање, сечење, мора да се мануелец, иначе тој што дома не поправа сам чешма, вика мајстор, тоа нема хирург од него. Сакам да кажам, многу работи на едно, но подеднакво трошење на сите системи, па дури и умствениот. Не може се преоптоварите, ќе ги загрозите сите други. И ако така од секој користите подеднакво, а во истовремено, 20%, вие имате и повеќе од 100% севкупно. И функционирате коректно, удобно и задоволно. Затоа и може да спиете 4 сата мирно. Да. Ќе ве прашам за крај, на кој ваш прв состанок можете да се навратите кај што сте испаднале вистински джентлмен, според овие муабети сега што ги спомнавме? Дали може би сте однесле цвеќе или... Адхок се сеќавам на овој детал. Значи, бидејќи ова не го очекува вака прашање, ама интересно е. Еве ќе ви кажам. Значи, ја бе во тоа време Западен Берлин. Беше поделен. Да. 84 година. Април месец. И таму почнав до учење на германскиот јазик на Гете институт во Берлин. И одсаствував. Бидејќи таму имаше организации на секој организира по една вечер, кој е македонска, кој е америчка, кој е така натаму. Да. Ајде да речем ја југословенска од тоа време. И ја присуствував на една од групата. Беа американка, ја бев од Југославија, беа од Египет, страшно микстура на земји од кој доаѓа оние кои учевме германски на Гете институт. И во една таква вечера перуанка организираше, малку така покомотни, направи инцидент и повреда на скочниот зглоб. Настана хитна ситуација во 2 часот навечер, транспорт, повреда малку на главата, транспорт со нивните фоерверк, ме носат во болницата во која ја престојувам таму по проект. Престојував Оскар Елена Хаем, голема болница ортопедска, истражувачка. И не можев да едноставно избегнам процедурите на сопствената болница, легнав ме примија вечерта, како искинати лигаменти и така натаму.
Sa бајлето поминува мојот професор Фридеболт во тоа време, шеф на 400 кревети болница ортопедија. И како он ја прави визитата и цела позади нив 30 доктори, неговите зборови, либе колега, морген muss die Messe spielen. Сака да каже, утре морате на операција, мора утре ножот да игра. Ја то, бидејќи бев сам, фамилијата ми беше во Скопје, велам то како ќе изгледа сега, ја дојдов тука, ќе изгубам месец, два, три, така. И едноставно напуштив болницата, што е голем прекршок, ова е дури тајна, не треба јавно да кажем. Ќе остане тука. И како и да е, ја не се оперирав и он ми беше лут. Така да, едно 15 дена откако се вратив после месец дена во игра, макар да веќе 15 дена ја со гипсот учествува во оперативните процедури, но беше љут. И тогај, а до него се стигаше само преку секретарката. Една госпоѓа, која сите работи, дури и приватник, му ги вршеше. Тоа го увидов, го знаев. И тогај реков, тука негде мора максимум да направам, не кај некој, кај секретарката, за да овој ми опрости, шефот. И се сеќавам тогај. Ја не сум купил поголем букет со ружи, иако знам да подарам, не внимавам на некои работи, поготоа ако ми почепнат некој од децата, бе, мама, дома, темој, добро. Готово. Све како ќе кажете, али најавено. И така, и влегувам ке секретарката. Јас сум видел жена да се одушеви од свеќе, од потез. Така, повелете едно големо извинување до професорот, до кој не може да дојдам, бидејќи не ме прима. Направив еден гаф и така натаму. Веќе добро може да се разбирам со неа. Јас сум видел одушевување, слуша од спротивната страна, но такво неочекувано за мене. И онда разбрав тогај дека еден свет е големо джентлменство и внимание. Не заради цветот, него ритуалот на постапката. Сите проблеми ги реши секретарката со мојот шеф и јас станав негов љубимец до крајот на престојот година и пол. Одлична приказна, навистина одлична приказна. Драго ми е ќе наздравам во тоа име и од се срце ви се заблагодарувам за прекрасните муавети, прекрасните совети. Овде има многу информации кажано. Кој е спремен да украде од ова може да стане добар джентлмен. Се надевам дека... И пред се добар човек, да не заборави. Прво добар човек. Здрави. Здрави. Редовно сме сведоци на совети за вежбање, дотерување на телото за плажа, меѓутоа што многу често се заборава да се спомне е грумингот, односно средување на влакната на лицето, косата и телото, кој е особено значено во летниот период. Многу ни е мило што можеме да кажеме дека мажите во Македонија се повеќе се грижат за тоа како изгледаат. Одржувањето на уредна и средена брада, фризура, па и тело станува норма за момците кои сакаат да изгледаат и да се чувствуваат добро. Да се разбереме, секој тип на брада бара различен третман. Доколку имате куса брада, која е израсната само неколку дена, потребно е да ја внимавате да не зарасне на различни страни и да се изгуби тој уреден изглед. Што значи тоа? Тримување на секој 2 до 3 дена. Долгата брада пак бара редовно облекување за да не ја изгуби формата. Многу често мажите ја користат машинката за пострижување истовремено за средување на нивната брада и на влакната на телото. Баш затоа резултатите секогаш се просечни. Изгледаат како да се потрудиле, ама не баш успешно. Се повеќе гледаме дека мажите сакаат да го покажат нивниот личен стил преку нивната брада. Па затоа ви подготвивме неколку совети за сите типови на брада, кои ќе ви помогнат полесно и побрзо да добиете супер резултати. Пред да започнете со тримување на брадата, добро измијте ја и исушете ја. Потоа со чешел и чешлајте ги сите влакна во обратна насока од коренот на влакното. За да ја добиете совршената линија на вратот, застанете со машинката на Адамовото јаболко и повлечете вертикална црта, а потоа движете ја машинката по работ на вилицата. Не ги заборавајте мустаките. Можете да ги скратите мустаките со иста должина како брадата
или да ги оставите подолги за да се двојат и да можете лесно да ги обликувате. Кој да е вашиот избор, гледате да оставите барем 1 мм помеѓу горната усна и мустаките, за да добиете почист изглед. Зависно од формата на лицето и големината на деловите на лицето, треба да одберете стил кој најмногу ви одговара. Во овој дел најмногу може да ви помогнат вашиот бербер со некој совет или пак да разгледате различни стилови на интернет според карактеристиките на вашето лице и да го одберете вистинскиот изглед за себе. Секое лице си има своји специфични карактеристики кои не смееме да ги игнорираме, бидејќи крајниот резултат може да биде смешен. Грижата за брадата е секојдневна обврска и нормално најмногу зависи од стилот и должината кој што сме го одбрале. Доколку носите подолга брада, препорачливо е да ја подскратувате еднаш неделно, како постојано би ја одржувале формата и би се ослободувале од расцветаните врвови. Најдоброто нешто што може да и се случи на вашата брада, доколку ја кратите често, е тримерот. Што се однесува за периодот помеѓу почешување на брадата, би споделиле неколку важни работи. Прво и основно, редовно миење, за да го зајакнете влакното и за да одржувате кожата на лицето хидратирана и чиста. Препорачуваме брадата да се мие секој втор ден и тоа со специјален препарат, не со истиот со која миете косата, бидејќи сепак станува збор за погруби и поцврсти влакна, па истите си бараат и посебна нега. Покрај миењето, редовно чешлајте ја брадата со специјален чешел или четка за брада, како би избегнале прекрашување на влакното и чворчиња, кои може да направат дупки и да го нарушат целиот изглед за кој сте се труделе. Најдобро е после миење да не ја сушите брадата со фен, ниту пак да ја триете со пешкир. Наместо тоа нежно натапкајте ја со сув пешкир и убаво исчешлајте ја. Нанесете масло или балсам на сува брада за влакната да можат максимално да го впијат препаратот и да ги осетите бенефитите од нивното користење. Како би требало да звучи пораката за джентлменство? Или пораката до, ајде да речем, помладите со оглед на мојата возраст. Мора да го направите дел од животот. Што е джентлменство? Тоа што е вградено во вас, но мора да има експресија и кон надвор. Спомна веќе, морате добро да научите да слушате во комуникација со било кој. Кажувајте го својот став кон кажаното, споро, смислено и обработено. Дури и да е погрешно, нема да ви стане мачно потоа откако ќе се разберете што сте кажали. Бескрајно е вниманието или укажувањето што значи джентлмен да бидеш. Но ако го негувате сето она чуено во оваа емисија, мислам дека на некој начин бар со една точка помогна. Една кинеска поговорка вели: разговор со мудар човек вреди многу повеќе од месеци читање на книга. Тоа се случи денес со мојот гостин кој што е вистински джентлмен. А ако сакате да се образувате и надоградувате како джентлмени, останете со македонската телевизија и Джентлмен магазин.